Македонски пасош им еден од главните соработници и перачи на пари во трговијата со кокаин на италијанската мафија Вали Тиса Хмајс, и тој добил лажен идентитет под името Вурмо Таќо од Корча. Ова е ново име кое опозицијата го открива како дел од аферата мафија. Потпредседателот на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски вели мафијата си добила своја држава, а овој скандал покажувал дека владата на Заев им давала логистичка поддршка на сериозни наркокартели, балкански, европски, но и светски мафијаши со македонски пасош да избегаат од правдата. Вали Тиса Хмајс, кој важи за главниот перач на пари од трговијата со кокаин на италијанската наркомафија. На 9.1.2019 година во Скопје во регуларна постапка се сликал во управните служби на МВР, а потоа и го подигнал македонскиот пасош со украден идентитет на македонец од Корча, Вурмо Таќо, роден 1965 година. Според Мисајловски повеќе нема никаква дилема, мафијата и државата во моментов во Македонија се едно исто. Валит од 2017 година е во бегство во повеќе држави во светот, а по добивање на македонскиот пасош на име Таќо Вурмо, два пати во месец јануари 2019 година го искористил македонскиот пасош и преку аеродром Петровец заминал за Турција. Според последните информации објавени во италијанските медиуми, наводно се наоѓа на островската држава Маврициус. Македонија станала Колумбија на Балканот. Мисајловски прашува и зошто нема никаква потерница полицата кои добиле легален македонски пасош со туѓо име, како и зошто МВР не покренува истрага дали отворале банкарски сметки. Вели оваа афера не смее да заврши само со одговорност на службеници, бидејќи за мафија морале да знаат и најодговорните лица во МВР и владата. Инаку ова е петто име поврзано со сериозен криминал за кој опозицијата објавува дека добила македонски пасош со туѓо име. Претходно објавени беа турскиот наркобос Седат Пекер, Јован Вукотич од шкаѓарскиот клан од Котор, албанскиот наркобос Флоријан Мусај и српскиот криминалец Стефан Ѓукиќ, кој во Украина бил уапсен поради обид за убиство.